50 на луѓе со месеци се предмет на политички прогон со цел Заев да може да тргува со нивната слобода, а за возврат да бара поддршка на договорот со Грција за преименување на Република Македонија. Со месеци луѓе се држат во притвор. Пратеници, уметници, обични граѓани беа жигосувани за терористи. Невини луѓе станаа жртва на прогонот на Заев. Ова јасно покажува дека власта не само за 27 април, туку и за други случаи против луѓе од ВМРО ДПМН води политичка хајка само за да тргува за нивната слобода. Крајно неморално и крајно неетички. Ова е исто така и порака до судскиот систем и обвинителството. Им се суди на невини луѓе. Тоа не се терористи. На овие луѓе им е потребна правда. На Македонија и е потребна правда и правичност. Не политички монтирани и фабрикувани случаи. Заев треба да им се извини на семејствата кои се под политички прогон, режиран токму од самиот Заев и власта. Ова мора да престане и само така може да има помирување. Правдата мора да стигне и затоа бараме нова обвинителска институција која ќе ги истражи сите случаи каде има сомнеж за нарушување на законот и која непристрасно ќе ги анализира фактите и доказите. Еве прилика на Заев да докаже дека е за вистинско помирување и за правда без никакви условувања. Ослободете ги луѓето од политичкиот прогон и од притворот и овозможете правда за овие луѓе со гаранција за нивната презумпција на невиност. Она што сакаме уште еднаш да го повториме, дека бараме правда за овие луѓе, значи да се докаже овој монтиран, фабрикуван случај низ институциите, независни, кои што врз основа на аргументи и докази, непристрасно, значи ќе донесат соодветна одлука. За да има амнестија, значи треба да претпоставиме сите оние кои што се обвинети дека се виновни. Согласно нашиот устав и законите постои институт кој што се нарекува презумпција на невиност и никој не е винуван додека истото не се докаже во соодветна судска инстанца. Да претпоставуваме дека некој е крив во сам старт, кога имаме неколку часови после таа изјава и никој од надлежните органи, нити од судството, нити обвинителството не излезе со никаква реакција, значи само докажува дека се една продолжена рака на власта и на Заев и колку сака може тоа да го негира, меѓутоа со денешниот говор токму тој го докаже. Ние разговараме со сите пратеници, имаме координација, прашањето во однос на ставот на ВМРО ДПМН ви е познат на сите, како и на целокупната македонска јавност, веднаш по завршувањето на неуспешниот референдум на 30 септември. Денушев, дали може да констатираме дека го отфрлате предлогот на Заев за амнестија? А видите, како што кажав веќе, не станува збор за амнестија, станува збор за правда. Правда во еден фабрикуван и монтиран случај.